Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес продолжуваме со обелоданување на нови детали за бизнисите на семејството Груби и ќе обезличиме уште една огромна невистина и пример за судирни интереси кои ги прави Груби, злоупотребувајќи ја позицијата на власт. Ве молам да го погледнеме видеото во прилог. Јас и брат ми немаме апсолутно ништо заедничко. Од 2003 година немаме апсолутно ништо заедничко. Јас сум моделен, живеам сам, значи немаме ниту едно нешто заедничка собственост, он е приватно лице, ево бизнис од 20 години со туристички агенции, со огромни туристички компании европски, кои што ги представуваше, си има свој бизнис. Почитувани, ова е уште една лага, а ќе ја презентираме на јавноста како всушност Груби има многу повеќе заедничко со неговиот брат. Како Артан Груби, баш точно со бизнисот на брат му, поврзан со туристичка агенција, има и тоа каква врска. Ова зад мене е документ преземен од отворени финансии, преку кој може да се види дека од страна на владата, каде Груби е прв вице-премиер, но и од Министерството за политички системи односи меѓу заедниците, каде Груби е министер, се исплаќале средства токму на ЕТЦ Travel Доел Скопје, фирма во собственост на неговиот брат. Имено, во 8 наврати институциите на државата, односно владата, Министерството за политички системи односи меѓу заедниците, но и Министерството за економија се јавуваат како даватели на услуга кон фирмата во собственост на братот на Груби, ЕТЦ Travel Доел Скопје, од 2020 до 2022 година. Вкупната вредност која фирмата на братот на Артан Груби ја добила од државата е над 1 милион денари. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ова е вистината која Артан Груби сакаше со лаги и невистини да ја сокрие од јавност. Артан Груби и тоа како има врска со неговиот брат, а воедно и со неговиот бизнис, затоа што Артан Груби директно од позиција на министер му исплаќа услуги на фирмата на неговиот брат. Скандалозно, нечесно и несериозно е Груби да ја лаже и манипулира јавноста, дека нема никаква врска со неговиот брат и неговите бизниси, а при тоа државните институции со кои тој директно раководи да му исплаќаат средства патем на фирмата ЕТЦ Travel Доел Скопје, чиј собственик е братот на Артан Груби. Оваа фирма е фирма која 4 години во период од 2016 до 2020 година има минусно салдо, односно работи во загуба. Па можеби со овие трансакции се надоместувала загубата. Почитувани, очигледно е дека братската врска во семејството Груби е нераскинлива. Од деловен простор за 700 евра по метар квадратен во центарот на Скопје до префрлање на буџетски пари за услуги. Или пак дојдоа времења кога парите се цел на многумина, па брат за брат сирење за пари е најточна дефиниција. Ова е уште еден доказ за политичка корупција која мора да биде најстрого казната. Ви благодарам.